за даскалот и македонците. Во моментов е многу близу бројот 150 како ден оди. Како сум во тотална изолација, во бетон, во Гвантанамо постапка, па ќе се обидам да поедноставам. Сублимирам колку многу сме неподготвени за времево, за потребата за слобода и слободно живење како македонци. Спасот од ова робство, ништожност е следен. Ај брат во кладилница, може би нешто ќе убодеме на бафтана. Ќе биде полесно да го истераме месец, овој месец, за другиот пак. Така изминува 10-та година откако се појави зајеб во политикава. А не е политика, обична атлантистичка блювотина од човек. Но затоа децата кои се родија таа северџанска 2018 година во школа за одеа лапаат северџанска образовна програма секој ден. Во тие исти 10 години ние, старите и хаварисани, се расправаме на кого му е стапот подолг, кој е попаметен, станалме едно големо ништо, биолошка маса. Груеб направи одлична подготовка за инсталација на зајеб, откако предходно под секоја фасада од Скопје 2014 се вградија циглите на зајеб Еленица. Во камера со пи мерки зајеб бара мито, за него и Наум Распутин, Груеб него хапси. Во други камери исто со пи мерки зајеб во премиерскиот кабинет го уценува премиерот. Груеб повторно него хапси. Груеб е лош глумец, по лош здравје, но за нивниот македонец сосема доволен. Денес Груеб е најпопуларниот политичар, иако на анкети не го ставаат. А што се тоа значи? Во моментов, ние македонците, во огромен број, сме клиентеризирана багра, која јас ја нарекувам македонски говорници, кои не се македонци, туку користат нашиот јазик, затоа што не знаат друг, но најважно за нив да крадат буџетски кеш. Дури наводната алтернатива, Тупурковски од Алиекспрес, Апасија, е комплетно контролиран процес и партија затоа што е на калето, затоа што клошерот Мијале го инсталираше. Судски, Апасијата, лидер го произведе. Албанците воопшто не се невиновни на нас македонците. Тие си ја тераат нивната национална агенда, предводена од албановласите, со потенцирање на бандата од Корчо. Апасијата е комплетно контролиран процес и ги лотија за северџанија некако да заживее. Очено им треба време, а тоа време им го одработи Апасијата со огромна системска поддршка и цело време едно големо ке. Мотивација за наивни или глупи, најчесто расипани, шарени галамџи. Колку што Емил Ризов е турчин, а не ерменец, толку и Апасијата е македонец. Затоа Апасијата 2018 година не се појавуваше на протести, каде требаше да каже нешто. Многу сме биле наци на протестите, муштетел. Тоаш беше дежурен на олигархиски телевизии Телма, исто како Гадура на Луперска. За МПЦО не гукна ништо. Курвински, како и повеќето патриоти на ватерии, се криеше од тоа сериозно прашање, атеист бил, без разлика што му објавив едни други атеисти, Кардель и Стамболик, како помагале на нашиот Доситеј, црква македонска да возобнови. Но најважното за македонското знаме напишал, но и подпишал декрет дека се забранува во партиски простории, што е најголемата навреда за македонците. Дури и зајеб со своите безбројни глупирања, како атлантистичка блювотина, не навредил така. Нашето македонско знаме било на Тодор Петров естетика, бе. Тоа е Апасијата. Инсталација грда, надвор и внатре, од сите страни грдотија антимакедонска. Денес левица е новиот катализатор за мобилизација, повторно со истите шарени паразити, формално образовани, а политички комплетно неписмени. Ларвите пострани од зајеб во 2018 година пораснаа да политика глумат.
Но не се криви ниту Курто ДПМНЕ, ниту Мурто СДСМ или сврзаниот нивни и левица, не е браки и сестри македонци. Виновни сме сите ние, десетина генерации од мочка правени, затоа што држава со сите нишани стокмена ја загубивме од дедовци направено. Од македонци гребови станавме. Мајтап над сите мајтапи балкански. Вид станавме. Десна и јас лично, партиски интерес баталивме и МПЦО да ја одбраниме се запнавме. Нападната беше и се уште е однатре од врховистички и фанарски копилиња усојузени. Запнале од македонска влашка да ја направат. Не знам, може би да успеат. Запнале на папата да ја подарат. Тој за Бадијала не беше нагости во Македонија. Декларацијата за МПЦО е најдобриот македонски документ. Се разбира после Асно. Банкстерите, платниот промет и враќање на денарот во рацете на народот, а не банкстерите. Приватизацијата се доволно одработени проекти, а не подкаст монтирани, врз кој може да се гради нова македонска политика за сериозен македонски политички пресврт. Но тука секогаш настапува четвртиот македонски душман. Јас ги нарекувам патриоти на батерии. Тоа се специјалците во корист на Курто и Мурто, маскирани и добро распоредени, со вулгарен фолклор, со нападно врескање, празна слама и крокодилски солзи над судбината на Македонија. Нови, мали и трети партии на кои име карактеристика нагласено врескање за Македонија, а терминот македонец максимално го избегнуваат. Не постои. Секогаш кога севрџанија шкрипи, секогаш експресно и агресивно не обединуваат. Секогаш. Ниту еднаш не се обидоа да не организираат. Конкретно, никогаш цели 10 години. Не обединуваат со правни пароли, флоскули, со Zoom апликација и секогаш несуденото обединување завршува на маса со чаша кисела вода, сликање и толку. Страв немаат. Нормално на системот му вршат работа, стрампа ич. Влакно не им фали, но затоа секогаш, ама секогаш, еднаш не испромашија да ја исплюкаат, минираат секоја иницијатива за конкретна македонска борба. Специјалциве, патриоти на батерии, секоја нивна активност е фейк. Крадат добри идеи, за да ги испоганат, уништат, а со тоа надежта кај македонецот се убие. Тоа е таа предавничка системска групација, која јас ја нарекувам патриоти на батерии. Браки и сестри, доаѓа времето кога слепците на Самуил ќе погледаат ДПМН ќе биде инсталирано, а албанците ќе владеат. Време кога и најглупавиот македонец ќе разбере дека ДПШН е посилна, но и по-НАТО партија од стокава антимакедонска, што СДСШ се нарекува. Доаѓа време кога секој еден македонец, млад или зрел, каде и да се родил и живее, е потребен за организирање на македонска политика и борба. Денес, за жал, е доцна за овие избори да ги претвориме во сериозен политички македонски пресврт во Севрџанијево. Јас сум Гвантенамо, турска варијанта, стравот силно го наметнаа, а четворицата актери предходно во писмово опишани царуваат. Но ете, со пенкало од 5 лири, дефтер, тетрадка од 10 лири. Можеш исто така се бориш, спротивно од секој ден, умирање, исчезнување на рати, лека полека. Со пенкалото турско за крај на писмово, за крај на писмово крај, не се секирете. Јас не застанувам, да ви кажам. Доаѓа 4. мај. Се надевам писмово ќе стигне дома, во Македонија. Запомнете, која ќе се поклонувате на даскалот над сите даскали со име Гоце. Дзирнете пред вас во камењата на подот, некој многу одамна коловратот го има исклесано во Свети Спас. Обично со цвеќиња, душмански го покриваат, но можете да проверите во обичен ден. До 15 часот секогаш е отворено. Од ВМРО-вец, слепец, ова нема да го слушнеш. Од социјалист, душман, па ич. Но затоа, за крај на писмово да го шарнам, да не заборавам. Клирот на МПЦО
Со сите врховисти и фанариотите во него, со исклучок на дедовците Агат, Ангел и Петер, се силни македонци. Сите на куп имаа донесено синодска одлука Свети Спас да биде манастир, а не црква. 24/7 посветеност и заштита на даскалот е место на големо лицемерие, врховизам, маркетинг и пиар за малоумни политичари. Рано е да се разбере дека денес 2024 година православието не е само вера, црква. Денес православието е систем на вредности, концепт во директен судир со атлантизмот и ционизмот, како негов господар. Секуларноста денес е уништување на христијански вредности, а не заштита на државата од духовните заедници цркви. Даскалот ова многу добро го знаеше, затоа фанатично се бореше, па дури и Тито мораше во црквата македонска коските на даскалот да ги закопа. За тие што не знаат, коските се во црква, а не под македонскиот споменик. Запомнете, во моментов само два живи народи постојат од времето на нашиот Господ Исус Христос. Името на народите е македонски и еврејски. Запомнете, никогаш не смеете да влезете во антисемитизам, затоа што душманот тоа го посакува. Душман е ционизмот, кој е еврејска елита, која секој ден се исмејува на Бога, која убива муслимани, клевети христијани, најголем душман и на еврејскиот народ исто така. Проектот Израел од 1948 е само појавност. Ционизмот, еврејска хегемонија, постои илјадници години во разни појави и форми. Погледнате ја Украина, фанар, секојаш ќе го видите грдото лице на ционизмот. Бајден е сурат за во учебник. Македонец, македонци, како народ мора да исчезнат, како палестинците денес, тоа е доказот и Библијата дека не се избран народ од Бога, во позиција над сите. Решиле само тие физички да постојат од народите пишани во Библијата, па убиваат ли убиваат, лажат на дневна основа, почнаа да се брукаат. Штетата која ја прават е најголема токму врз еврејскиот народ, кој него есапат фолклор стана. Повторно го потценија Бога. Повторно ќе се кријат, кај и да е. Се додека постои македонецот, ционистите не можат да ја продаваат приказната за избран народ, затоа што не се. Даскалот над сите даскали не сте свесни колкава големина представува, знаење и жртва која секоја година ја поганиме како говеда. За 150 години од раѓањето, што направивме лани? Амиле мој, што? Ништо. Неговата големина, бугарите со злато ја платија, турците само пукаа. Даскалот, гоцета, ни го убие. Тоа е вистината за нас македонците. Тотално апатични, збунети предизбориви. Јас сум бетониран во турска верзија на Гвантанамо, само вака можам да помогнам. Ве сакам сите, Палчо од пусто Турско.